Добре дојдовте во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен соговорник е министерот за правда Бојан Маричич. Министре, најавите за онлайн судења предизвикаа поделени мислења во јавноста. Според некои, тоа не е во согласност со законот, други пак велат дека ваквата опција не е практична. Какви резултати очекувате да даде овој начин на работа, ако се има предвид и дека голем дел од судовите низ земјава практично ја немаат потребната опрема за да се спроведува онлайн судење? Темата за онлайн работа на институциите е тема која што неминовно се отвара со трендовите во пандемијата со COVID-19. Ние имаме ситуација во која целиот образовен систем ни е практично пренесен на функционирање на онлайн и на некој начин функционира. Секако тоа не е истото како да е во редовни услови, меѓутоа тие редовни услови ние во моментов ги немаме. Нашата цел со отварање на темата за онлайн судење е да задржиме да се обидеме да ја задржиме ефикасноста на судството, па и да ја зголемиме, да се обидеме да ја направиме правдата достапна до граѓаните и да овозможиме практично судството да продолжи да функционира и во овие услови. Имаме определени искуства кои што се усвоени за време на вонредната состојба кога целата оваа пандемиска криза започна. Дури сум споменал повеќе пати во јавност, имаме и случаи каде што е одржано онлайн судење во Основниот суд во Кавадарци. Значи, постојат искуства и во регионот и надворот од Северна Македонија кои што укажуваат на тоа дека може да се организираат онлайн судење и онлайн работа на судовите. Секако тоа е тема за размислување. Ние во моментов знаеме дека во законот не е пропишана целосна можност за ниту пак има технички услови за ваква работа, но од друга страна пак темата неминовно ни се наметнува и ние треба да ја држиме отворена, да разговараме и да бараме начини за поефикасно действување на судовите. Дали тоа ќе заврши на крајот со целосна дигитализација или пак ќе се бараат други решенија, дел од нив ги предложи обвинителот Јовевски, судење на отворено, судење во големи објекти. И тоа е опција. Ние нема да робуваме на оваа идеја дека мора да се оствари, но не би ја отфрлале како можност и како идеја за која што треба да се разговара со надлежните во судската власт. Впрочем, имаме добра прилика во наредниот период закони процесни закони кои што ќе треба да се разгледуваат и менуваат. Законот за парнична постапка е веќе во процедура на менување, помина фазата на ЕНЕР, ќе се разгледува пред да се пушта во собранието, меѓутоа да речеме ево поодмината фаза, законот за кривична постапка има активна работна група која што работи на драфтирање и наредната година ќе се отвори таа тема. Значи, овие теми не би ги одбегнувал и мислам дека едноставно времето во кое се наоѓаме ги наметнува само по себе. Владењето на правото и реформите во судството остануваат најважниот критериум на нашиот пат кон Европската Унија. Во однос на законите кои што беа донесени изминатиот период, имаше доста пофалби, тие беа препознаени како добри од страна на Европската комисија, но главната критика останува на имплементацијата на законите. Како ќе осигурате доследна примена на законите во пракса? Веќе во повеќе извештаи поред се нотира дека има сериозен напредок во правосудството, дека добри закони се донесени, дека имплементацијата е почната, но дека таа треба да продолжи и да се зајакне и забрза. За нас е најважно тие промени да бидат опипливи, тие закони да живеат, да функционираат и да бидат применети во пракса. За нас како влада и за мене како министер за правда. И мислам дека затоа најважно од се е во соработка со надлежните во судската власт. Тоа е пред се судскиот совет и советот за јавни обвинители, но исто така и државниот јавен обвинител, Врховниот суд и останатите судови, да имаме некој видлив напредок во смисла на планирање на активностите, забрзување на имплементацијата на законите и ефикасна правда која што граѓаните ја гледаат и достапна правда до граѓаните. Мислам дека имаме почетно разбирање со сите овие надлежни институции, мислам дека имаме добра соработка до сега и дека ние не сакаме да дозволиме добрите закони да останат само добри рецепти
за постапување без да бидат применети во пракса. Нашата цел е навистина да се види видлива промена и трансформација на правосудниот систем. Имаме конкретни подобрувања и тоа треба да се признае и да се честита. Имаме веќе ситуација во која што имаме високи случаи на корупција кои што се разрешуваат или се разрешени. Имаме поранешни председатели на Врховен суд, на Кривичен суд, поранешна специјална јавна обвинителка, кои што се соочуваат или пак се соочија со еден степен на одговорност за своите постапки. Имаме поранешни министри и премиери кои што веќе се соочија со своите постапки пред судовите и тоа е, ќе се согласиме, видлива промена во однос на било која практика кај нас во Северна Македонија претходно. Министре Маричич, генералниот впечаток во јавноста се уште е дека судството е корумпирано и дека е под влијание на извршната власт. Дали може би за ваквата перцепција која што постои се виновни и Советот за јавни обвинители и Судскиот совет, односно нивната нетранспарентност? Мислам дека многу повеќе има, да речам, мистерија околу целата таа работа, отколку што има какво било влијание реално на извршната власт во овој момент кон судството. Наша цел како влада и во овој мандат, моја цел како министер за правда е да се зајакне одговорноста, транспарентноста, независноста и етичноста на правосудството. Тоа значи и на судиите и на јавните обвинители. Ние очекуваме и Судскиот совет и Советот на јавни обвинители да действуваат активно, значи проактивно, да ги вршат своите функции пропишани со новите закони за Судски совет и Совет за јавно обвинителство проактивно и да даваат конкретни резултати кои што ќе бидат видливи во јавноста. Мислам дека ќе треба во тој дел на транспарентноста, како што е трендот во сите други институции, да се зајакне трендот и во обвинителството и во судството, иако тие, да речем, институции се традиционално можеби позатворени, но јас мислам дека е време и сигурен сум, убеден сум дека тоа го разбираат и представниците на судската власт, да се комуницира со јавноста отворено и дека секогаш кога се комуницира со јавноста отворено толку што законот овозможува и на начин што јавноста ќе ја разбере суштински важната работа на правосудните органи, толку повеќе ќе се покачува довербата на граѓаните во правосудните органи и ќе се намалува перцепцијата за евентуална корумпираност или какво било влијание. Инаку корупцијата постои во сите сфери на општеството. Ние затоа и ја отвараме како тема и сакаме да се бориме против тоа како појава и затоа постојат и системски интервенции и на ниво на закони и на ниво на институционална рамка, за да навистина борбата против корупцијата не биде само убава определба, туку да биде реална битка. Дали и кој ќе сноси одговорност за долгите судски постапки кои што немаат завршница, како и за оние кои што завршиле со ослободителна пресуда? Целта на отварањето на темата за филтрирање во правосудството, за прочистување во правосудството е токму таа, да се лоцира точно одговорноста за застарување на определени предмети, за погрешно постапување во определени предмети, за случаи на евентуална потенцијална корупција и така натаму. Значи, прашањето на одговорноста во правосудството и генерално во институциите е за нас централно прашање како влада и мислам дека е важно да сноси одговорност секој кој што ја злоупотребил на определен начин службената должност за да од некоја причина одолговлечи или пак од невнимание или пак од непрофесионално постапување застари или пак не донесе правилна одлука. Меѓутоа, тоа е работа на Судскиот совет и на Советот на јавни обвинители. И ние сакаме, како влада, да обезбедиме само законска рамка, но исто така и програмска рамка за постапување на овие институции. Верувам дека имаат доволна сила и Советот за јавни обвинители и Судскиот совет, и тоа треба да го докажат во пракса, дека имаат доволна сила да се изборат со овој процес и да ги направат сите неопходни проверки кои што ќе ги извадат на површина и ќе ги пофалат одговорните, професионални и добри суди и обвинители, и од друга страна ќе ги санкционираат соодветно неодговорните и непрофесионалните суди и обвинители, и тоа треба да биде практика во сите области.
Пред да дојде на власт Социјалдемократскиот сојуз го најавуваше ветингот како една од реформите кои што треба да се случат во судството, односно во правосудството. Подоцна таа идеја беше преименувана во проверка. Ме интересира дали почна проверката на судиите јавните обвинители и какви се првичните ефекти. Ние имаме од почетокот на таа проверка неколку крупни разрешувања во правосудството. Ако не се лажам, беше разрешен поранешниот председател на Врховниот суд Вангеловски. Беше разрешен исто така поранешниот председател на Кривичниот суд, кој што е пред одговорност за случајот со менаџирање на АКМИ системот. Беа разрешени исто така и други суди и обвинители, беше разрешена, односно одговараше за во случајот Рекет и специјалната јавна обвинителка. Ние имаме неколку луѓе, серија на случаи, има и други, меѓутоа не се толку звучни во јавноста за да можам и за да треба да ги споменувам. Меѓутоа тој процес е започнат. Нам ни е важно како влада тој процес да биде активен и да продолжи, да имаат јасна програма и судскиот совет и советот на јавни обвинители по која што ќе се прават проверките, заедно со ДКСК, со Државната комисија за спречување на корупцијата, тоа да даде еден заокружен процес и токму она што го кажав, добрите и професионални суди и обвинители да останат, оние кои што тоа не се, да не бидат дел од системот, и тоа е нашата цел. Не е нашата цел да направиме целосен ветинг, целосен реизбор, иако тргнавме со таа идеја, меѓутоа ни беше укажано и од Европската унија, но и домашните стручњаци по овие прашања дека тоа може да доведе до евентуална блокада на судскиот систем, како што се случи во Албанија. Најавите за намалување на судските такси за граѓаните предизвика поделени мислења во јавноста, различни дебати. Дали тоа ќе значи намалување можеби на адвокатските тарифи и која е практично целта или идејата со која се водевте кога најавивте вакви измени? Пред неколку дена во собранието ги изгласа, го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за судски такси, во кој што направи повеќе кратна, значи за 8 пати намалување на максималната судска такса за физички лица од 48.000 денари на 6.000 денари. Тоа никако на ниту еден начин не ги менува адвокатските тарифи, тие се определуваат со адвокатската комора и овој закон не го регулира тоа, туку регулира практично она што досега беше вкупна максимална такса, судска такса за оние, да речам, по скапи спорови. Судската такса која важеше и за физички и за правни лица, сега важи само за правни лица. Значи 48.000 останува максимална за правни лица, а за физички лица е 6.000 денари. Тоа е значително намалување на судските такси. Другите останатите до 6.000 денари остануваат во досегашниот распоред на ценовникот на судските такси. Така што на овој начин се обидуваме да ја направиме правдата подостапна. Многу луѓе кои што се откажувале од спорови или застанувале на пола пат затоа што не можеле да ја платат таксата, сега ќе имаат можност да си ги завршат своите спорови. Министре, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и вам на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Довидување за 7 дена.